Добро вечер. Добро дојдовте во Урбаните вести. Министерството за труд и социјална политика испратило допис до детските градинки во кој ги предупредува дека согласно законот за заштита на децата забранета е нивна злоупотреба поради политичко или верско организирање и дејствување. Ваквото организирање и дејствување, потсетуваат од Министерството, е прекршок и се казнува со глоба од 1000 евра. За останатите денешни настани ќе ги дознаете нешто повеќе виднаш по генералната најава. Карпош потпиша меморандум за соработка со Lions клуб. Гасификацијата ќе пристигне во секоја општина. Јавен повик на Министерството за образование и наука за најбезбедно и најчисто училиште. Општина Карпош денеска потпиша договор за соработка со Lions клуб Дистрикт 132 Македонија, со кој се предвидуваат многобројни активности, проекти и заеднички настани за подобрување на животот на жителите. Во знак на унапредување на животната средина, хуманизација на просторот, како и општествена и социјална инклузија, Општина Карпош денеска склучи меморандум за соработка со Lions клубот Дистрикт 132 Македонија. Со овој меморандум се предвидуваат многобројни активности, проекти и заеднички настани, чија примарна цел е подобрување на условите за живот во Карпош и градење на модерна и функционална локална заедница. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев го изрази своето задоволство од поддршката која Lions клубот ја дава на граѓаните на оваа локална самоуправа. Генерално со овој меморандум се уредува соработката во областите на здравство, животна средина, едукација, општествена и социјална инклузија. Предвидуваме и начално разговараме за низа на заеднички активности, проекти и настани каде што заедничката цел ни е во овој случај со општина Карпош и Lions клуб Интернешнл кај граѓаните на Карпош, односно во Карпош да изградиме една модерна локална заедница сите заедно. Нека ова биде почетната основа за уште подобра соработка во иднина, особено се надевам годинава, можеби веќе и на пролет во делот на заштита на и унапредување на животната средина, односно заедничка реставрација или оплеменување на одредени зелени површини во општина Карпош, кои што ќе можат граѓаните да ги користат. Представникот на Lions клубот посочи дека во оваа невладина организација, која е една од најголемите на светско ниво, постои вистински елан и желба за уште поголем придонес во различни сфери од општественото живење. Општествената одговорност, што ја покажува оваа организација, треба да представува пример и патоказ за работа и на другите субјекти, кои сакаат да работат на своето влијание и углед во средината, велат од Lions клубот. Лајонсите активно партиципираат во соработката со локална самоуправа, особено во делот на превенцијата за слепило и слабовидост кај децата од рана школска возраст и кај децата од градинка. И ова исто така ќе биде еден поттик за продлабочување на соработката во делот на екологијата, во делот на здравата животна средина, каде што ние исто така еден од 5 столбови на активности на Lions Clubs International и на нашиот Дистрикт 132 Македонија. Така да ова не е прв, се надевам дека нема да биде ни последен, ќе ја продлабочиме соработката и со општината Карпош и со сите локални самоуправи во Република Македонија. Добрата соработка меѓу општина Карпош и Lions клуб Дистрикт 132 Македонија беше најавена уште на крајот на минатата година, кога се спроведува бесплатните очни прегледи за учениците до 3-то одделение од сите 10 основни училишта во општина Карпош. Градоначалникот на град Скопје денеска во Загреб се сретна со загребскиот градоначалник Милан Бандиќ, при што се дискутирало за размена на искуства за развој на нови сообраќајни решенија во Скопје, како и за организација на Европското првенство во ракомет во женска конкуренција во 2022 година, чии домаќини ќе бидат Скопје, Подгорица, Целје и Љубљана.
Градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов, кој е во официјална посета на Загреб, денеска имаше работна средба со загребскиот градоначалник Милан Бандик. На средбата, како што соопшти град Скопје, присуствувале и представници на македонската амбасада во Хрватска, на јавните предпријатија и администрацијата на градот Загреб, како и на Европската епархија на МПЦ. Шилигов и Бадик дискутирале за досегашната соработка, изразувајќи желба истата во иднина да се предлабочи во повеќе области, како што се урбанистичкото уредување, животната средина и сообраќајот. Скопје и Загреб се збратимени градови од 2011 година и досега имаа соработка во областа на образованието, спортот и културата. На средбата било договорено делегација предводена од градоначалникот на Загреб, заедно со представници од секторот за сообраќај на Загреб и ЗЕТ, Загребачки електричен трамвај, да го посетат Скопје за да разменат искуства и да дадат стручна помош во насока на развој на нови сообраќајни решенија во Скопје. Шилигов за време на официјалната посета на Загреб учествувал на работниот состанок во врска со заедничката кандидатура на Македонија, Словенија и Црна Гора за организација на Европското првенство во ракомет во женска конкуренција во 2022 година. Како градови организатори на ова првенство ќе бидат Скопје од Македонија, Подгорица од Црна Гора и Целје и Љубљана од Словенија. На официјалното поднесување на кандидатурата присуствувале и градоначалниците на Загреб, Подгорица и Љубљана, како и председателите и представници на ракометните федерации на Македонија, Црна Гора и Словенија, вклучувајќи и високи представници на Европската ракометна федерација. Во Македонија годинава ќе бидат изградени 80 километри гасовод, што е најмногу досега, а за тоа веќе се обезбедени околу 40 милиони евра во буџетот. Ова денеска го истакнаа министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и директорот на Македонски енергетски ресурси Благојче Кутевски. Сугаревски додаде дека гасификацијата е еден од врвните приоритети и затоа интензивно се работи за гасоводот да стигне до сите општини. Интензивно се работи за изнаоѓање начин цевките од гасоводот да пристигнат во сите општини, затоа што гасификацијата е еден од врвните приоритети на владата на Република Македонија. Ова денеска го истакна министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој посочи дека на одредени траси има проблеми за кои се наоѓа начин да бидат решени, а најчесто се однесуваат на експроприација на имотно-правни односи и очекуваат дека до крајот на 2019 година ќе биде готов делот од Скопје-Тетово до Гостивар, а до 2020 година од Неготино до Битола. Еден од најврвните приоритети во владината програма, а тоа е гасификацијата, која што во неколку наврати тоа го имаме спомнато и стои во владината програма, еден од најврвните приоритети на владата на Република Македонија. Интензивно работиме, како се одвива процесот на експроприација, во моментов сме задоволни. Што е многу битно, можеби најбитно, што и во буџетот на Република Македонија обезбедени се близу 40 милиони евра за гасоводната мрежа и очекувам дека со едно силно и посветено темпо овие рокови кои што ги имаме, кои што се согласно договорите, ќе бидат испочитувани до крај и за многу брз временски период, она што и како ветување на владата беше, меѓутоа што е посебно важно за граѓаните на Република Македонија, дека гасификацијата ќе стигне до сите општини во Република Македонија. Директорот на Македонски енергетски ресурси Благојче Кутевски пак рече дека интензивно преговараат со градоначалниците на сите општини каде што проаѓа националната гасификацијска мрежа за и тие навремено да изградат секундарната мрежа. Годинава, како што кажа тој, интензивно ќе се работи на решавање на проблемите со експроприацијата за во наредната 2019 година да може непречено да се работи. Оваа година се планирани да се изградат 80 км гасификациона мрежа. Тоа е нешто кое што досега во Република Македонија не е направено. Не е направена гасификациона делница со таа километража, а посебно треба потенцираме дека тоа ќе го прават македонски фирми. Во текот на овој период ќе се исконтактираат сите општини, сите градоначалници каде што поминува националната траса за гасификација. Ќе интензивираме односите и ќе помогнеме на секоја општина да ги започне процесите за гасификација на општините.
Со новиот закон за енергетика на општините им се даваат 3 можности за изградба на секундарната мрежа. Втората преку јавно-приватно партнерство и третата приватна компанија да им изгради дистрибутивна мрежа. Доколку работите одат според планот, иако паралелно се работи на националната гасификацијска мрежа и дистрибутивната мрежа, се очекува за 2 години гасот да протече до првите потрошувачи во општините. Основните и средните училишта од Македонија имаат можност да се пријават на повикот кој го распиша Министерството за образование и наука за најбезбедно и најчисто училиште. Апликациите може да се доставуваат најдоцна до 30 март. Министерството за образование и наука распиша јавен повик за избор на најбезбедно и најчисто училиште, на кој може да аплицираат сите основни и средни училишта на територијата на Република Македонија. Училиштата кои ќе аплицираат треба да се дел од интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем и да имаат учествувано на најмалку 3 проекти или работилници кои опфаќаат никоја од областите: здрава и еколошка средина, безбедност, ненасилство, разрешување на конфликти и слични содржини. Јавниот повик е објавен на веб страницата на Министерството за образование и наука www.mon.gov.mk. Во него се наведени критериумите што треба да бидат исполнети, како одржување на зградата и здрава внатрешна средина, уреден и еколошки двор, безбедни, сигурни услови за престој и работа во училиштето, како и начинот на аплицирање. Апликациите може да се доставуваат најдоцна до 30 март 2018 година до Министерството за образование и наука на адреса улица Свети Кирил и Методи, број 54, Илјада, Скопје. За избор на најбезбедно и најчисто училиште, Министерството за образование и наука ќе формира комисија која ќе изврши увид во училиштата, а во последната недела од мај 2018 ќе додели сертификати за 3 основни училишта и 3 средни училишта како најбезбедни и најчисти училишта. Реконструкцијата и доградбата на основното училиште Гоце Делчев во општина Центар се очекува да заврши до јуни, со што учениците од следната учебна година ќе имаат можност наставата да ја следат во подобрени услови. Доградбата на основното училиште Гоце Делчев во општина Центар ќе финишира во месец јуни, информираат од општината. Доградбата е на површина од 532 метри квадратни. До сега се поставени 2 плочи. Учениците ќе добијат 6 нови училници, 3 помошни простории, а дел од зафатот е и поставување лифт за деца со инвалидност и пречки во развојот, како и нова енергетски ефикасна фасада. Од општина Центар информираат дека училиштето ќе има сутерен, приземје и 2 спрата, а новата топлотна подстаница, која што ќе биде поставена, драстично ќе ги намали сметките за грејење. Увид во работите на објектот денеска изврши градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ. Тој беше во обиколка и на поставината карабина на новото училиште Капиштец, каде во моментов се работи на машинството, водоводот, електриката, гипсарски и фасадни работи. Настава во училиштето во Капиштец ќе може да посетуваат 500 ученици, распределени во 18 паралелки од 1 до 9 оделение. Децата кои наставата ќе ја посетуваат во ова основно училиште ќе може да се рекреираат во базен кој ќе се гради во рамките на училиштето, а во долниот дел ќе има паркиралиште со капацитет за 104 возила, кое што по 16 часот ќе може да го користат и жителите на Капиштец. При крај е изградбата и на просторот за сместување на децата со церебрална парализа, веднаш до основното училиште 11 октомври. Со завршување на изградбата на основното училиште Капиштец, овие деца ќе ја посетуваат наставата во новото училиште, наведуваат од општина Центар. Градинката Кочо Рацин, која деновиве е актуелна поради смената на воспитувачката, реагира на пресконференцијата на родителите на децата од градинката и меѓажи. Прераспределбата на воспитувачката од градинката Кочо Рацин е во согласност со сите процедури, а истата е прераспределена во друг објект на истата градинка, тврди директорката на градинката Габриела Алабашовска и ги повикува родителите да престанат со злоупотреби на своите деца и пишување пораки на ранци.
Во врска со пресконференцијата на првата детска амбасада во светот Меѓаши и дел од родителите на децата од јавната установа детска градинка Кочорацин, која што во текот на вчерашните урбани вести ја емитувавме на МТМ телевизија, а чија главна тема беше враќање на воспитувачката од немалата група на градинката на старото работно место. Со соопштение се јави и директорката на градинката Габриела Алабашовска. Имено во соопштението се вели: според член 122 став 2 алинеја 4 од Законот за заштита на децата, ингеренција на директорот меѓу другото е распределба на вработените според потребите за поефикасно работење. Посочената воспитувачка е префрлена во друг објект во рамките на истата градинка, бидејќи повеќе родители претходно искажаа незадоволство од нејзината работа со децата. Тврдам дека мојата одлука е согласно законот и единствено во интерес на децата. Категорично ги демонтирам изјавите дека децата плачеле и ја барале старата воспитувачка. Процесот на згрижување на децата се одвива тековно и без проблеми. Што се однесува до наводниот бојкот, организиран од некои родители, сметам дека тоа е на штета на децата, а написите на ранците се злоупотреба, вели директорката, и додава дека стои на располагање доколку има интерес за понатамошна комуникација со родителите. Пријавувањето за најмасовниот планински настан во регионот прв до врв започна и ќе трае се до одржување на трките 19 мај. Предноста на раното пријавување е намалената цена дури за 50%. Трките се наменети за учесници и во професионална и во рекреативна категорија. Почна пријавувањето за најмасовниот планински настан во регионот прв до врв наводно. Заинтересираните може да се пријават за учество во трките по намалена цена. Како што информира организаторот Сдруженијето за спорт и рекреација прв до врв од Скопје, годинава популарните трки до врвот наводно во планинско трчење, планински велосипедизам и друмски велосипедизам ќе се одржат на 20 мај. Сите заинтересирани учесници може да се пријават веднаш по цена од 250 динари преку веб страницата www.prvdovрв.mk. Цената ќе се зголеми на 350 динари од 1 март, 400 динари од 1 мај и 500 динари на 18 и 19 мај. Ова ќе биде шесто издание на прв до врв наводно, на кое се очекуваат неколку илјади учесници, меѓу кои зголемен број на надпреварувачи од странство. Трките се наменети за учесници и во професионална и во рекреативна категорија. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека поради инвестиции во електросистемот, утре во повеќе делови од Скопје ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Дуќаните и куќите со парни броеви од број 2 до број 26, лоцирани на улицата Ќурчинска во старата Скопска чаршија, утре од 8:30 до 13 часот ќе останат без електрична енергија. Во периодот од 9 до 13 часот без снабдување со струја ќе бидат корисниците од булеварот Трета македонска бригада, објектот на Путско Петрол во општина Аеродром, како и корисниците од населбата Драчево, улиците Речиште, Јустинијан I, делот од Драчево кон селото Студеничани. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат дел од жителите од селата Семениште и Чајлане во општина Сарај, а од 11 до 13 часот корисниците од улиците Македонско-Косовска бригада и 17 во општина Чаир. Корисниците од булеварот Борис Трајковски и објектот на Баден Ново сутре ќе бидат без струја од 11 до 15 часот и 30 минути. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекините се поради инвестиции во електросистемот. Од утре предпладне, започнувајќи од западните делови на државата, се очекува нов влажен бран со обилни врнежи од дожд, засилен ветер и снег на планините. Попладне врнежите ќе се интензивираат и ќе се прошират насекаде, а наместа ќе бидат и поројни. Пообилни врнежи се очекуваат во западните делови од државата, ќе се интензивно ќе наврнат на 30 литри на метар квадратен. И во четврток на планините во северозападните делови ќе има врнежи од снег, претежно со умерен интензитет, така што ќе има континуирано зголемување на снежната покривка. Ќе дува засилен северозападен ветер кој ќе предизвика и значително опаѓање на дневната температура.
И уште една информација на самиот крај на урбаните вести. Представата Ромео и Јулија во продукција на Националниот театар од Истанбул и во режија на Дијан Пројковски е прогласена за најдобра во 2017 година во Турција. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.